Подобрување на видот после упатената дова. Запознав едно побожно момче и за него ќе ви го раскажам само она што го доживеав, а нема да ги величам неговите дела. Куранот го научи напамет во 12-тата година. Кај мене ја научи муслимовата збирка на хадиси за многу кратко време, а кај друг шеих, мој пријател, ја научи збирката на Бухари, но криеше дека ги научил тие збирки на хадиси, па ниту мене ми кажа дека освојува знаење од тој шеих, а ниту пак него го известил дека освојува знаење од мене. Општо, беше најдобар ученик. Многу малку спиеше, а многу ибадет правеше. Сакаше да го крие својот ибадет. Никогаш не се фалеше со ибадетот. Еднаш остана кај мене дома. Откако легнавме, почнав да се преправам дека спијам. Сакав да видам дали ќе прави ибадет. Кога помисли дека заспав, стана, застана покрај мене, провери дали спијам, а потоа отиде во тоалет, зеде абдест и клањаше ноќен намаз плачејки од страв од моќниот Аллах. Имаше принцип на ноќен намаз да учи 10 џуза од Куранот, а во текот на денот учеше повеќе од 4 џуза гледајки во мусхафот. Многу го спомнуваше Господарот. Секој ден повеќе од 10.000 пати го спомнуваше Аллаховото име. Ако изгубевме надеж дека некое момче кое сме го повикале во вера нема да почне да оди по вистинскиот пат, тогаш настапуваше тој и за 2-3 дена момчето ќе почнеше да извршува 5-дневни намази во џамија и ќе се чуваше од правење зло. Довата на ова момче беше Кабул. Прифатена. Еднаш отидовме на умра, а тој се напи земзем вода и го замоли Аллах: Господару, подари ми добар вид. Штом ги изговори тие зборови, ги извади очилата со екстремно висок диоптер. Бевме 17 души и сите видовме што се случи. Случајот на ова момче нека ни биде поттик да бидеме подобри муслимани. Шеих Мухамед Еш Шехрани.